Кажавте дека полицискиот службеник кој ќе дојде на врата, констатира телесни повреди и тогаш може да делува. Не може, мора по новиот закон. Да, ама како ќе ги констатира? Само на главата ли треба да има повреди жртвата за да бидат констатирани? Валја треба да ја земе жртвата и да однесе на лекар. Што правиме ако има по телото жртва? Вака, полицискиот службеник ќе мора и изготвува службена белешка во врска со констатирана фактичка состојба. Во иднина, пак ќе повторам, согласно измените на законот, ни се овозможува по службена должност да постапуваме овој тип на предмети, што е многу битно. Претходно не ни можевме чекор да направиме заради тоа што жртвите секогаш за многу кратко време и да дадат допринос во рамки на истрагата од аспект на процесирање на истата, многу брзо се повлекуваат од многу причини. Сега ќе можеме по службена должност да ја водиме самата постапка и веќе ја водиме, што резултира и со зголемен број на итни постапки и зголемен број на барања за спроведување на итна постапка, а со тоа следствено и поголем број на притворски постапки и на постапки со мерки за обезбедување на присуство во рамки на сите процесни действија кои што треба да се превземат. Полициското постапување во иднина особено ќе биде фокусирано и на сторителите. Што значи тоа? За секој еден ваков случај, каде што ќе имаме доза на сомнеш, па макар и на најмал сомнеш, секој еден кој што ќе биде посочен дека е сторител на семејно насилство, ќе биде повикуван во полиска станица на информативен разговор. Еве јавно го кажувам тоа. Секој еден, без разлика дали е од машки пол, женски пол и така натаму, кој што ќе биде посочен дека е сторител на семејно насилство, ќе биде повикан на информативен разговор во полиска станица. Секој еден. Денес ќе спроведеме телеграма до сите полициски службеници на територија на државата, каде што во рамки на полициското работење ќе дадеме инструктивни напатствија да секој еден потенцијален сторител на семејно насилство биде повикан на информативен разговор. Тоа ни го дозволува законот за полиција и врз основа на таков тип на полициски действија ќе можеме да навлеземе во рамки на одредени оперативни активности кои што ни се дозволени согласно закон. Но пак ќе повторам, многу е битно да ја кренеме свесноста на јавноста во делот на тоа да комуницираат со Министерството за внатрешни работи, да ги споделуваат информациите кои што ги имаат за секој еден кривично правен настан кој што го констатираат. Факт е дека таков тип на пријави во изминатиот период се зголемени. Факт е дека се зголемени. Ако претходно сме имале, не знам, само еден притвор во 2024, сега имаме 5 за 2 месеци. Претходно сме имале еден за година ден. Тоа значи дека жртвите се охрабруваат да комуницираат. И само така, само со подкрепање на свест и со фокусирано посветување од страна на сите институции, кажа еден од вашите колеги, особено и од страна на Центарот за социјални работи, ќе можеме да очекуваме дека ќе си ги подобриме состојбите во дни.